Јас сум Даниела Цветановска, председателка на на Сдруженијето за рурален развој, локална акцијска група Агролидер Кривогаштани. Ние сме организација која што представува јавно-приватно партнерство. Односно сме составени од јавен, приватен и граѓански сектор, кој што работи во руралните средини, руралниот дел на Прилеп, Кривогаштани, Долнини и Крушево. Нашата организација представува такво јавно-приватно партнерство и всушност го користи ендогениот потенцијал во руралните средини, а воедно користејќи ги европските вредности и начела, главно се акцентот го ставаме на пристапот од долу нагоре, односно мислењето и ставовите на руралното население во овој дел во кој што ние работиме и функционираме, ние е многу битен, односно тој пристап треба реално да функционира секаде во сите средини. Формирани сме 2014 година, од тогаш натаму до денес активно работиме, веќе имаме 8 вработени, може да кажеме дека веќе сме препознатлива организација која што работи на подобрување на квалитетот на животот на луѓето во руралните средини, односно главно сме фокусирани на подобрување на состојбите во руралните средини, да создаваме одржливи рурални средини, да го подобруваме квалитетот на живот на луѓето во руралните средини. Искуството кое што го имаме ние како организација Лака Агролидер, работејќи директно на терен, покажува дека првично, всушност треба да резимираме и да направиме една паралела на тоа рурална жена и жена земјоделка. Затоа што поимот на рурална жена е многу поширок и опфаќа многу повеќе дејности и активности, додека жена земјоделка е потесен и опфаќа помал обем и помал делокруг на работење. Сега во однос на каква е положбата на руралните жени генерално во руралните средини, можам да кажам дека процентот на жени кои што се вработени во руралните средини е прилично мал, односно само 10,4% се носителки на земјоделска дејност. Ова се податоци од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, а согласно последните податоци од 2020 година може да се каже дека од вкупно 175-88 земјоделски стопанства, само 38.328 се земјоделски стопанства каде што носителки се жени. Тоа јасно ни го покажува фактот и моментот дека жените земјоделки реално се многу малку вклучени и активни и вработени. Еве да кажем уште една бројка генерално од последната мерка за аплицирање за млади земјоделци, од 1041 поднесено барање, само 140 апликации, одобрени апликации се од жени. Тоа всушност го кажува фактот дека потребно е многу повеќе да се насочиме, да се фокусираме кон руралните жени, кон нивната активност за подобрување на нивниот најпрви економски развој, економски аспект, и тоа може да го направиме најмногу преку поттикнување на нивните предприемачки желби, мотивации, секако што повеќе да се вклучат во предприемништвото и да се станат самите тие да станат жени земјоделки или жени кои што се самовработени. Само така можеме да постигнеме подобар економски развој, подобра благосостојба и да имаме одржливи рурални средини. Генерално, значи покрај тоа што постои нели законот за еднакви можности меѓу мажите и жените, како во руралните, така и во урбаните средини, положбата на жената е на многу помало ниво за разлика од мажите, но ако на пример кажеме дека во урбаните средини тоа изнесува вработеноста на урбаните жени изнесува 45%, што е горе-долу подеднакво со мажите. Во руралните средини максимум е 35%, макар што и оваа бројка пак и не е толку веродостојна да може да допреме и да сме сигурни дека таа е навистина таа бројка, затоа што користејќи ги за да може семејствата да ги користат активните мерки за поддршка и политиките кои што ги даваат ИПАР 2 или Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство или програмата за рурален развој. Голема е бројката на семејства каде што апликациите се поднесени од жена, затоа што жените имаат предност при одобрувањето на тие апликации или добиваат повеќе поени при оценувањето на апликациите, меѓутоа сепак мажите се тие, тоа е на хартија, мажите се тие кои што сепак го водат бизнисот, менаџираат со бизнисот, а жените се појавуваат само како жена предприемач на хартија. Во делот на кои политики и програми треба да се воведат, мора да кажеме дека нашите политики и програми се многу добро смислени, многу добро функционираат, но на хартија. Во пракса, реално треба истите тие политики и програми, како што се напишани на хартија, така да се спроведуваат и во пракса. Потребна е поголема усогласеност помеѓу сите институции, посебно во земјоделскиот сектор или воопшто во руралниот сектор, а во делот на програми можеби повеќе може да се треба да се фокусираме на делот на јакнење на капацитети на жените во руралните средини, да ги зголемуваме нивните знаења и да им даваме поголема сигурност, поголема економска сигурност. Само така може да допринесеме до поголемо вклучување на жените во предприемачките води или во тоа тие да бидат економски независни од семејството или од нивните мажи. Сега пак ќе спомнам дека политиките и програмите се многу добро направени и многу добро смислени, меѓутоа треба да почне да функционираат во пракса. Па ајде најпрви да направиме, да почнеме да ги имплементираме во пракса овие политики, подзаконски акти и програми кои што ги имаме во моментов, па после тоа да видиме каде се недостатоците, па да можеме да воведиме и да смислуваме некои нови програми и политики. Лак Агролидер со задоволство се вклучи да биде дел од оваа тематска група и она што морам да го кажам е дека ние континуирано од 2014 па до денес работиме во руралните средини со руралните жени и сакаме да придонесеме до одржливи рурални заедници, така што преку кампања, преку објавување на социјални мрежи, преку директни разговори со жените земјоделки на терен, од овој проект очекувам најпрви ние како организација да си ги зајакнеме нашите капацитети, значи да видиме дали може некоја од мерките или од програмите подобро и поефикасно да се имплементира на терен со жените земјоделки, а тоа можеме да го направиме или секако преку работата со тематската група, каде што се започнуваат некои работи, некои разговори, па потребно е дополнително читање и објаснување на сето тоа, па така да ние најпрви да се ги зголемиме нашите капацитети, а после тоа преку нашата работа директно на терен да можеме да ги зголемиме и капацитетите на жените земјоделки, односно да им дадеме повеќе информации најпрви, повеќе знаење и повеќе сигурност за да може да запливаат во тие предприемачки води.